Еве, председателе, дојдовме и до таа ситуација да ние многу сме ви благодарни што ни давате збор во Комисијата за европски прашања. Сега јас си велам, амандманот, еве си кажа од владата дека го прифаќаат, имало техничка грешка, неспорно. Сега јас се прашувам, и вас ве прашувам, и присутните колеги, и целото председателство, и председателот на собранието, дали оваа комисија, многу често пати се прашуваме, треба да се вика комисија за неевропски прашања, комисија за брза трака или по најново туристичка агенција европски прашања во заграда ДУИ. Зошто туристичкава агенција, согласно како велите вие правилникот, а правилно е деловникот, кога имате меѓународни конференции, средби со меѓународни представници, делегации, никогаш до сега, еве, малку повеќе сум во ова собрание, подолго, никогаш до сега се нема случај, ова е преседан на Комисијата Туристичка агенција ДУИ, да се случи опозицијска партија, не само да не биде поканета, внимавајте, ние од сајтот на собрание дознавме дека Комисијата за европски прашања, составена од 20 членови на ДУИ и еден заменик член од Социјалдемократскиот сојуз, вклучително и генералната секретарка на собранието, господјата Цветанка Иванова, се на меѓународна конференција во Будва. Да. И сега, бидејќи е ова мандат на преседани, целото собрание, од председател на собрание, до водењето на оваа седница, до толкувањето на деловникот, до недавање на процедурални забелешки, што е нонсенс, јас не сум го видела ова до сега. Нема собраниска пракса, но не се, сите знаат веќе дека во оваа комисија се што не може да помине на останати комисии, поминува тука. Но прашањето ми е, почитуван председателе на комисијата, колега Арбер Адеми и останати колеги, до кога вака? Мене лично, што ме погоди? И сега вие велите, ние таму кажуваме за консензусот кој што мора да се постигне со опозицијата за менување на устав, не баре уставот на државата е тефтерче. И сега да те прашам вака лично, ти ме прераскажуваш мене? Или требало јас да бидам присутна таму, па јас изворно да кажам зошто опозицијата не сака да го смени уставот? И како ќе постигнеш консензус? На начин на кој што ќе замислиш дека во собранието не постои опозиција. Дека не постои опозиција, ама постои 44 пратеника се. И како мисли Талат Џафери и двоецот Арта и Арбер од комисијава да постигнат консензус во Комисијата за европски прашања, ако не само што не поканети, туку неизвестени. Не. Проверете ги сите парламентарни состави досега, дали опозицијата не била известена. Право на опозицијата е да каже не учествувам, не одам, од X причини. И таму вие објаснувате прашања кои што се врвен приоритет на нашата држава, на Република Македонија, уствари да не звучам како вас. И како тоа вие објаснувате во моје име, во име на сите граѓани
кои што не само што гласале за ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку граѓани кои што не се согласуваат со промена на уставот. И вие прераскажувате, тоа е една причина. Втора причина е, не ми е јасно како туристичкава агенција, не е јасно дека меѓународните партнери со кои што се сретнувате, не знаат суштината и целата причина, сите односи внатре во државата, и кога веќе се соочуваме со нив и кога одиме на средби со нив, едно е вашата позиција, друга е нашата позиција. Па редно е, кога веќе имаме 44 пратеници, еден да присуствува, да објасни, затоа што сигурно не им е јасно зошто, да речеме, не сакаат во Република Македонија огромен дел од граѓаните да го сменат уставот. И навистина не знам што сте им кажале. Да сме биле ние, ќе сме им објаснале зошто е тоа така. И како ќе градите вие консензус? Скришум, тајно, одите во Будва и било каде. Било каде. Ова треба да биде лекција на сите комисии. Не може од авион не сте симнати да не известите, прво дека одите, второ зашто ќе разговарате? Разговарате за сериозни прашања за нашата држава. И немате мандат да зборувате од мое име, од наше име, како да ви кажам, ако зборувате, треба да не повикате. Тоа е првичен консензус. Дојдете да им објасниме на нашите партнери зошто и каква е состојбата во Република Македонија. Овој преседан, јас често говорам, преседаните кои што се случуваат во собранието, сега во овој мандат, така ќе ви се вратат од глава и ова ќе биде собраниска пракса некогаш. Јас не би сакала да е така. Ама упорно не терате на таков однос. На собраниска пракса. Или престанете. И навистина тоа што го говорите пред меѓународните фактори и пред нашите партнери, спроведувајте го на дело внатре со интерен консензус, кога седнувате со нас, кажете ни, луѓе, треба да одиме ваму, за некои прашања да направиме одреден консензус, зборувам за некои прашања, за уставот нема консензус, ама за некои прашања за кои што се разговараме, можеби ќе можеме да најдеме консензус. Со вашиот однос, вие и тоа не го дозволувате. Да не ни информирате, па тоа навистина е преседан и ја не знам како не ви е срам. Еве, наедноставно како не ви е срам. Опозицијата да не биде информирана, а не повикана. Или ова да ви биде последен пат, или туристичкава агенција, наречена Комисија за европски прашања, да покренеме иницијатива да се укине. Благодарам, толку имав да кажам.